Без паре ништо. Сега на крај. Стршев мраза. Ја да ме правим проба на моите клиенти, сори јас те гледам, ја позирам. 2 лава. Да, private jet by JCJ. Ала Златко, што приш, везам. Тоа види каков закон важи. Кој има поскупа кола, тој има предност. Јас имам положено уште пред 10 години. Имам кола, ама не возам. Сарме, чварке, сирење, пита. Кебапи, секогаш може да се јадат. Значи не може. Ако си разголен, не значи дека си вулгарен. Твоите камери се однапред, ја однапред сум совршен, но затоа од позади... Бавината не отвара врати некогаш. Ма какви old money, јас сум си new money. Чекав за ред за пасош 3 сати. Но, јако ќе засветкам со мојата круна, конкуренцијата паѓа унесе. Здраво, драги гледачи, направивме мала пауза, но тука сме, така е. Така е, Емче, тука сме повторно. И добродојдовте во нашето омилено неделна шоу, Стас ТВ шоу. Прекрасни луѓе, ќе ви кажам и јас добро вечер и од мене и добродојдовте во уште едно ново издание. Јас сум особено горда на оваа вечер и се чувствувам некако многу убаво, затоа што оваа вечер ќе биде посебна вечер. Од денес, заедно со тебе, заедно со Емче, почнуваме да испишуваме нови поглавја од нашата приказна на Стар шоу. Ајде да не должам многу, може да започнеме. А знаете како ќе започнеме вечерва? Со една девојка која што со својата енергија буквално плени се околу неа. Јас би рекла македонската Барби, а знам дека и вие ќе се согласите заедно со мене, па затоа ве молам со еден огромен аплауз да ја поздравиме Иларија Кирилов. Ајде, девојче, убаво. И сакам да кажам дека ова девојче за прв пат... Здравите, зборави. Ти благодарам и на тебе што прифати, што дојде, сврти се тука кон нашите камери. Ова девојче ни е за прв пат на телевизија. Иако јас верувам дека има одбиено многу покани за гостување до сега. Ке зборуваме. Ајде да си седниме прво. Повели? Иларија, како си да те прашам најпрво? Добра, малку под стрес. Под стрес, Искрено да ти знам. кажам, затоа што сега не сум гостувала во ниту една емисија, но за прв пат се охрабрив и да дојдам кај тебе во емисија. Ете така, јас како ти кажав, само да ви кажам накратко дека ми се јави едно 498 пати пред да дојдеме тука да снимаме. Јас сум навикната кога ќе погледнам камера, јас да позирам. И ми е чудно кога треба да зборувам пред камера. Па ти позирај, нема никаков проблем, јас ќе те прашувам, ти позирај, можеби тоа ќе биде, знаеш како со мимики и гестикулации, давај ми одговор. Јас сега сакам, како што кажав и во најавата, да кажам уште еднаш, најпознатата инфлуенсерка и најубавата инфлуенсерка кај нас во Македонија, можам слободно да го кажам тоа за тебе. Јас верувам дека до сега си имала многу понуди за да бидеш гостинка, но не си ги прифатила. Зошто? Како што реков, се охрабрив сега да дојдам во твојата емисија, можеби дека се знаеме долго време и некако имам страв, не знам зошто е таа страв во мене. Можеби баш поради тоа што секогаш кога гледам во камера, јас позирам и кога ќе се видам да зборувам, не можам дури ни гласот да си го слушам. Да, чудно ми. Ама сега видов дека се опушти и на TikTok почна да снимаш Да, и мислам дека и тоа ти беше плюс како некој буст да можеш да го направиш тоа. Добро, затоа што како што кажавме до сега се немаш појавувано често вака, мислам ти се појавуваш да често, но со фотографии, со рилови, тоа е само платформа каде што луѓето може да гледаат како ти изгледаш и какви движења им правиш, но не со зборување. Луѓето не те познаваат. Па еве сакам тука сега да оставиме простор да кажеш ти каква си кога си позади камери, кога нема фотоапарати на секаде околу тебе, кога нема светла, кога си едноставно еве вака со пријатели, со блиски луѓе, со луѓе кои што ги сакаш, каква си? Најприродна, сакам нормален живот, најчесто сакам да го поминувам своето време со најблиските, со позитивни луѓе, со луѓе кои што ми даваат убава енергија и секогаш сакам просторот околу себе да го уредувам и да ми биде пријатно таму каде што седам. Кај ти е најпријатно да седиш дома? Во дневната. Добро. Што правиш, Иларија, во ВЦ? Се шминкам. Добро. Има оправдување зашто е тоа така. Јас веднаш ми отидоа мислите во погрешен правец. Да, кажи ми сега, кога веќе спомена дека најмногу сакаш да бидеш во присуство на пријателите, на луѓе кои што си ги сакаш и почитуваш, каков пријател си? Што сакаш најмногу да правиш, ете пример, со пријателите? Сакам да правам изненадување на пријателите, но пред се мислам дека сакам да им дадам совети и да ги разубавам сите луѓе околу мене.
на секој можен начин. Кога сме веќе кај пријателите, јас тука сакам да го поканим и нашиот втор гостин за вечерва, кој што воедно е пријател на Иларија и познаник, но познат е на јавноста како кралот на светките, познат е по своите дизајни, по автентичноста, по тоа што е смел, секогаш искрен, директен, отворен. Јас не знам што повеќе да кажам, освен да го поздравиме со еден огромен аплауз нашиот најпознат дизајнер Златко Јовановски, познат на сите како... Добро вечер, добро вечер. Извинјај што почнам со тебе. Hello. Hello. Ја морам да кажам за себе дека јас сметам дека сум најубав и совршен, но во конкуренција на со три убави дами, морам да кажам дека денеска не сум баш најубав, туку сум излезла на 4-то место покрај вас. Браво, Златко, секоја ти чест за ова. Да се сложам. Искрено, јас, мене дури чудно ми е како може еден лав да го каже тоа, рачуно и сега сме 3 лавови. Вечерва, Јака не е конкуренција, затоа. Вечерва, егото плафон. Точно, точно. И Кој се ќе надевам... издоминира? Кој ќе издоминира? Ја мислам дека сите тројца заедно, заради тоа што и од нашето его и од нашата самодоверба ќе дојде до гледачите и дека на нив ќе влијае тоа како еден голем буст од нас. Апсолутно е така. Кажи ми за прв пат си и ти и во нашата емисија, иако Точно. до сега морам да кажам дека многу пати ти имам побарано и не ми креваше телефон. Ја на ова нема да одговорам, ќе се напрем дека ова не го разбирам. А добро, да ти како Емче, која не ја одговара ништо не разбира. Ја и Емче смо се иста лига, може би затоа. Ја морам да кажам дека ја ако не сум гостевал у твојата емисија, тоа било заради тоа што сигурно сум имал оправдани причини, јас се извинувам поради тоа, но не значи дека ова е наша емисија прва, ќе биде и Така. последна и ќе има уште многу наследни. Јас се надевам дека нема да оставиме лош впечаток и ќе биде се како што треба. Како ви се допаѓа студиото? Прв пат сте ни заедно. Ја и Ларија супер си другаруемо заедно и уште ми годи што сум со неа заедно у друштво на емисија и морам да кажам дека твоето студио е преубаво, но ние двајца смо ти го направиле уште поубаво. поубаво, па тоа е точно. Вие сте, знаеш како викаат, јаготките на шлагот, Точно. највкусни се. Така што апсолутно. Зошто Jay-Z J бај Златко? Што е Jay-Z J? Може би е некоја кратенка што јас може си има и значење, јас не Ја знам. кога сум го смислил моето име, односно мојот вариант за да се вика JCJ, знаев дека мора да имам некој international име заради тоа што ја од кој бев дете сонував да имам international кариера и мораше да биде кратко како би било лесно запамтиво за целата јавност у Македонија и пошироко и затоа сега тоа име е толку многу познато јавносно, но и допрва треба да се разпознава, односно да се дознае. А имаш ли некогаш прогуглано дали нешто значи? А тоа ја знам добро многу што значи, но еден ден ако има моја автобиографија, сигурно дека ќе биде објавено. Па кажи ми. Па ќе почекаш да има автобиографија? Како ја морам да кажи напишем сега. автобиографија, ти да ја купиш како ја би чарил. Како да. иначе да чарим ја на мојата книга? Ова е се бизнис. Не, нема потреба да зборувам покрај Златко, сериозно ви кажам. Не, јас сакав да прашам дали има некакво значење кое што пример ако напишеш на Google би ти го дало како значење, а не мислев на твоето лично значење. Извини. За такво значење мислев, затоа реков добро ќе изгубам после емисија ќе ти Не кажам знам. за биографија. Околу такво друго значење не знам. Добро. Јас ќе се навратам само уште еднаш на студиото, затоа што токму во овој простор, токму на ова место се случуваше пред многу години едно реално шоу кое што се снимаше во Македонија, каде што Ја бев стилист, Така. точно, и ја морам да немаш кажам. некое многу добро искуство. И ја морам да кажам дека ја у мојата кариера нормално сите ми имамо некакви нешто што смо задоволни, нешто што смо помалку задоволни, но у мојата кариера ја сметам дека што сум бил дел од тоа реално шоу било моја катастрофална грешка, заради тоа што сметам дека тоа шоу мене не ми донело ниту никаков финансиски фидбек, ниту популарност. За жал, многу мал круг на луѓе знаа за тоа шоу, дека јас сум бил и од истото, а од друга страна мене тоа ме чинело еден месец живот во куќа со други личности, кое што било како нели реално шоу, смо биле снимани 24 часа и но кога си млад многу лесно може да ти го сврта паметот од продуцентите и организацијата, а од друга страна пак кој си млад и желен за да успеш, прифаќаш све само за да успеш. Од оваа гледна точка, од денешна страна, морам да кажем, пак ќе кажем дека тоа било моја грешка, ама на грешките се учиме, па затоа денеска не би прифатил, да. Така, не би прифатил? Би прифатил можеби реално шоу, но некој што е како што ќе се базира само на мене, што ќе го има моето, точно и на пример И кој што ќе Иларија носи ќе многу шетаме по пари. норма, па без пари ништо. Па. Без пари ништо. Но како е? ќе има и многу гледаност, а од друга страна ќе биде
биде моje задоволство да бидете и вие две у моето реално шоу. Ау, каква, а Емче? Но, извини, и Емче, нормално. Емче ми е јас? малку страв да ја ставим у моето шоу, зашто мислам дека она ќе предизвика многу поголема популарност од мене. А ипак ја треба да сум на топ. Ларија, ти би била ли некогаш дел од реално шоу? Мислам дека не би била дел од реално шоу. Паметно. За многу пари? А може. Стварно, ја ќе се потпишам место тебе. Ти ќе спиеш и ќе леземе руката. Може, знаеш како, ако, нели, како што напредува вештачката интелигенција, да може да се клонира еден човек, па зашто да не исклонираш еден човек, некој Ларија нека седи таму сега, ти, точно. пример, дај инструкции, од Златко инструкциите, нека ги прими што треба само да прави. Види, популарност како се стекнува? Кога и може да се... Тешко, многу тешко. Па не, зависи. А зависи каква популарност. Зависи да. како е, да. Добро, окей. Ајде тука, како што кажав и претходно, 3 лава сме тука, јас не знам како ќе се движат работите и како ќе тече разговорот. Кој се гледа? Кажете ми колку време поминувате пред огледало? Многу. Пола ден. Тука е мртва трка. Да, многу. тука е мртва Ако трка. не се гледам у огледало, се гледам на предна камера. Ова ти беше добро. Јас кај мене дома е секаде огледало. И Ларија има дојдено, знае каде и да се свртиш се гледаш. Одлично. Исто и кај мене. Така што, Јас се гледам у ателје. Ја да ме правим проба на моите клиенти, сори јас се гледам. Ја позбирам. вие сте пријатели, како што кажав и на сам почеток, вие сте пријатели долго време и не сте како оние пријатели кои што си озборуваат позади грб или не си помагаат, а сте и конкуренти, затоа што и сакам да кажам на јавноста дека и Ларија дизајнира парчиња облека, ако можам да кажам конкуренти, не знам, кои што си помагаат еден помеѓу друг за да израснат во уште поголеми професионалци. Ајде, извини, ти си дама, ја ќе беше да го оставим да кажеш ти. Ја мислам дека конкуренција не постои. Јас од Златко само гледам инспирација. Ќе кажам за него дека е еден лик кој што ми го разубавува денот. Кога и да го видам, неговата позитивна енергија, прво, а друго е многу добар како човек, така да никогаш не би гледала конкуренција во него. Што да Може кажем? заедно да направиме колекција. Може, дил. Па тоа е тоа, значи наместо Collaboration. Ние македонците знаете како сме, ние македонците сме само за да не го биде другиот. Па дури мене нека не ме биде, ама Да само му тоа на е многу комшијата лош на mindset. косата, како беше онаа поговорка? Ета така. Кокошката. Ама Не, косата. Нема да ми умре косата, само коса немам. Све имам, само коса немам. Уште ова 5 влакна што ми останале. Ако ми ги нема, со што ќе функционирам Ке ми се после? растече шминката. не се секира, јас веќе сум во преговори за во емисија да донесеме Коза. поддржувач. Не, ни коза, но поддржувач кој што ќе биде конкретно за тоа и добиваш прв еден ваучер за да можеш да си надополниш тоа што не ти недостасува. Супер. Ако ти недостасува. Ми недостасува. јас Вака не се приметува ништо. Тоа е ради моето добро фенирање пред емисија. Нема да ме видиш кога ќе станем од спиење како сум. Златко не ми одговори на прашањето претходно што го кажав. Јас не сакам да кажам конкуренти, него си имате и двајцата работите иста работа, така како и јас и Емче што работиме иста работа, но ние не си гледаме, не љубомориме една на друга за тоа, туку си помагаме да бидеме подобри. На тоа сакав да го сведам. Нормално, пред се морам да кажам дека и Ларија не дека е до мене, него е супер искрен човек и од друга страна е одличен другар и ако мене нешто не ми е јасно или мене ако ми треба некој контакт или врска, ја најдзвоним кај нега, а истото он надзвони кај мене, безрезервно си помагам од една страна, од друга страна често ја знам ја да ја прашам нешто што мене ми е многу послаба страна, тоа Инстаграмот и TikTok, како постираш, што е или што не е, а од друга страна она мене знае да ми звони за материјали, кај може да најде или што може да најде. Околу тоа ја и помагам на неа безрезервно, а од друга страна сметам дека и она на мене ми помага безрезервно, а не гледам конкуренција заради тоа што ја сметам дека у нашиот свет кој станува збор за мода или било кој друг бизнис, сите ми имамо своја таргет група и просто не е веројатно да ја функционирам само ја да ги офатим сите дами, да Така сите е. носат од кај мене, а исто на пример и било кој друг дизајнер ќе кажем.
заради тоа што сите ми имамо свој стил и своја аура и она што го презентирам у нашата колекција, секој различно му се свиѓа. Тоа ви е исто како на пример вие денеска да донесете една кола од 100.000 евра, може да постојат 10 луѓе кои што истата им се свиѓа, но постои уште 10 кои што не им се свиѓа. Некој е навикнат на поскромна, некој е навикнат на полуксузна. И у тоа у вкусови не се расправа. Така да ја не гледам конкуренција у Иларија, не гледам конкуренција у никој друг кој станува збор за мене и за мојот бренд, заради тоа што ја малку мојот бренд у Македонија го терам светски, сметам дека малку го пласирам у светот како поразлично, уникатно, а пред све работам и со светски личности кои правиме костими и сценска мода, нешто тоа е што мене најмногу ми стои и нешто што ја најмногу сум ја. Значи таму имам комплетна креативност, ми тече мислата, односно идејата комплетно за да биде они украсени, светкави се што она се што она е како дете сум го замислил дека треба да го творим, тогаш и го творим. Бога ми ти тече мислата не само во кроењето, туку и во зборувањето и секоја ти чест за тоа. Јас се надевам дека еден ден ќе има некој мој ток шоу, но сигурно дека ќе биде за мода. Тогаш ќе се пресметаме. Тогаш договорено. Тогаш ставаме рацете на маса да видиме кој е појак се шалам. Сигурно дека ти ќе биде заради тоа што ти имаш многу повеќе искуство. Само да се надоврзам уште со едно прашање кога сме на тема пријателство, како се запознавте вие двајца? Сеќавате ли кога било тоа? Тоа било многу одамна. Многу одамна. Мислам дека нашата прва фотосесија, а каде беше тоа не памтам. Ја мислим дека тоа беше у салон за мебел. Фотосесијата беше у салон за мебел, а претходно се запознавме, мислам дека на шминка и на фризура. Да. Тоа било многу одамна. И одма си кликнавме. Да. Па не можеш да не си кликнеш тоа. 2 лава. Да. Одма фул со енергија, фул со инспирација и фул со позитивна енергија. Преубава беше таа фотосесија. Да, стварно. Фала ти. И, мислам, добро, и морам да кажам дека ја како дизајнер кога стварам колекција и кога истата е везена, шиена, праена како го кој било кој стил, морам да кажам дека одма предвидувам кој може да ја носи и кој треба да се слика како би она била изнесена на прав начин. Ја токму тогаш од Филарија уопште не погрешив заради тоа што колекцијата беше презентирана токму во онакво светло како ја што сакам. Затоа што е многу битно, друго е кога ги гледам фустаните на кукла, сосем е друго кој го носи тоа еден човек, посебно една убава дама како што Иларија. Апсолутно, јас гледате ли какви слики сум избрала? Јас мислам дека тоа е твоја колекција. Точно, последната беше. Да, колекцијата Леле. Леле, мене ми се допаѓавте тука премногу. Фала ти. На вистина, значи ова роздевото и ти имаше некој светкав цветкава блуза со розови да, панталони. точно, само што таму не можев да земам сликичи, затоа вака гледај како сум те ставила. Како кажа Емче, како султан. Што кажа Преска? Пази што ќе кажеш, може нема да бидеш дел од моето шоу. Ај, леле, господе, Мислам дека кажа нешто како индијан. О мај гад. Може сум некој фамили на амбани. Може има на мојата акаунт некој билиони. Па може заради ова што го носиш, ме јас би рекла можда и некој, не знам, шејк од Дубај, така некако со тие милиони носат само во бело. Дај Боже. Златко, докаде си со желбата да си го оствариш сонот, да ја затвориш партизанска и да ја направиш ревијата таму? Ја работам увелико на тоа, но вистина? Да, но морам да кажам дека треба за тоа да се поклопа сите коцки за да дојде вистински тој бум и треба вистински да имам многу голема колекција како не би дошли сите гости за многу кратка ревија, односно за многу кратко шоу, зашто ипак ако ја затворим вистински партизанска како што ми е желба и ако се затвори цел тој булевар, морам да кажам, барем една третина, морам да кажам дека гостите кои ќе дојдат на моето шоу треба да гледаат ревија од бар 45 минути, а тоа значи дека треба да има повеќе од 100 фустани, односно 100 и модели. креации, девојки, имаме ли ние толку модели тука кај нас? Имамо, ако више правиме толку голема спектакуларна ревија и ќе ги донесеме од странство. Може би со Private Jet by JCJ. Леле, така да биде најавено. А знаеш што сакам друго да те прашам? Сега вака како успешен во она што го работиш, што би кажал на професорката која што ти кажала дека правиш мода за Дека успеав. Она е свесна дека ја денеска сум успешен и јас она е свесна дека ја од тогаш кога сум творел гачички, односно мода, она што би рекла за
била сценска мода, кој што нормално е таа сценска мода да биде многу гола и многу украсна и народот не знае дека уствари е многу покомплицирано вие да направите сценска мода која што е боди, на него треба да има приказна дизајн и многу вес, зашто тој вес мора да биде многу внимателно направен и тој дизајн како би било се што треба да биде покриено, а се што треба да биде отскриено и од друга страна, таа пејачка или таа сцена, таа пејачка на таа сцена она игра, така да она додека игра и движи со рацете и со нозете, не треба ништо да се гледа. Тоа е многу покомплицирано да се направи него една мини сукња на глок. Така да јаото сум успеал, мене тоа ме пробило у светот и ради тие мои сценски костими има талија носено на сред Њујорк, моја креација и уште многу други. Викторија Сваровски, и Елена Карлеуша, и Цеца, и Драгана Мирковиќ, и Николија. Дури Александар Радовиќ. И Александар Радовиќ, исто и Ава Максна насловна, и мене има за тоа и во Вог. Така да ради таа моја сценска мода и таа моја желба да се успее и верувањето нормално во својот продукт е многу битно. Заради тоа што вие можете денеска да сигурно постае многу подобри дизајнери од мене, но они не веруваат доволно у својот продукт. Браво. Ако ти не веруваш у својот продукт, ти тој не можеш да го продадеш и ти не можеш да го пласираш у светот и не можеш да го презентираш на начин кој што треба. Круната која што ти е ставена таму, јас тука на лавот кој што ти е на сакото, да. Круната, значи можеш дефинитивно да си ја ставиш затоа што си цар. Браво и за размислување и за она како го кажуваш без никакво ограничување, тоа што си го мислиш, како што го мислиш. Така е. И така и го пренесуваш и на публиката и создаваш, само да ти кажам едно, знаеш како, создаваш кон луѓето да почувствуваат дека можат да го направат тоа, но и дека треба вистински да веруваат и да си ги подсукаат ракавите и да се батат за работа, иначе нема како поинаку. Да. Се тоа не би било остварено ако не си многу вреден. Тоа е нормално, че вие морам напорно да работите за тоа, не може само да сонуваш и да сакаш паралелно, мора многу вредно. Зависи каква професија ќе си одбереш. Добро. И таму да му јавам на Златко, ала Златко што приш, везам, ајде на кафе, везам, викам окей. Вези, ајде, ќе се видиме. Го слушнавме Златко како одговара на неговите прашања. Ајде сега да видиме Иларија како ќе одговори во нејзин домен. Едно прашање имам односно најактуелната тема која што е моментално во Македонија, која што сите инфлуенсери се кренаа на нозе да си ги бараат правата, слободата на говор и се тоа. Како тебе ти се гледа тоа што инфлуенсерството си доби своја позиција како професија во Македонија? Тоа ми се допаѓа што инфлуенсерството конечно е озаконето, но не ми се допаѓа затоа што на секоја стори ние треба да потенцираме дека тоа е реклама. Тоа кај мене природно доаѓа, нешто што рекламирам затоа што тоа ми се допаѓа или сум го пробала тој производ и ако треба да потенцирам тоа по дефолт луѓето гледаат дали е реклама или не е реклама, не мора јас да го потенцирам. Исто така мислам дека тие ставки ќе се решат со текот на времето. Ајде се, јас се надевам дека ќе се решат. Мене не ми е јасно дали ние влегуваме во тие инфлуенсери, еве и нашите бројки пример што се горе долу не се мали реално. Јас не знам ние влегуваме ли во инфлуенсери? Златко ти што мислиш? Ја себе се не се доживувам како инфлуенсер, од друга страна најкој го рекламирам само мојот бренд и нешто кој ставам на приватниот профил од мојот приватен живот, на мојот пословен профил углавном е тоа дешавки од работа и мислим или колекции, реви, изработка и слично, така да ја не мислам дека ми ја влагам заради тоа што ми имамо друга примарна работа. Мојата примарна работа е на пример дизајнер, твојата приватна примарна работа е водител, така да ја не мислам дека ми ја влагам у таа група, ама не сум точно. Знаеш зошто? Затоа што и јас пример си ги споделувам кај мене на мојот личен профил сторињата, па јас ако не се испрезентирам сама емисијата која што кој ќе ми ја испрезентира? Не, ја не го разбирам тоа. Да, јас се слажем скоро со тебе. Треба да имаш над 10.000 фоловерси и 24 соработки во текот на годината и тогаш влагаш во тој систем, да кажам, на 24 соработки, да. Какви соработки? Како пример, кај мене на самите сториња има каде што излегува логото од брендот кој што ја поддржува оваа емисија, има поддржувачи, да ги немала тие поддржувачи нема да функционира. Да, точно. Не знам дали тоа влегува, не влегува, ја не можам да го разберам. Не е јасно, така да најверојатно ќе се решаваат работите со текот на времето. Ајде сега кажете ми, возите ли кола? Да. Јас имам положено уште пред 10 години, имам кола, ама не возам.
Стварно? Да. Значи ти си хит. Значи ти треба подхитно да почнеш да возиш заради тоа што у Скопје е прескупо таксито. Значи ти со парите што ги даваш за такси може да си купиш Мајбах. Мајбах. Ама она барем сега се спаси од Safe City ако ништо друго. Е да, и тоа си управа. А не зафркна, сте гледа дека јава женска енергија против мене. Сега не знам дали ќе биде поскапо да се возиш со такси или да се возиш со кола реално. Да. Правиш прекршоци? Јас сум од Тетово, така да тоа не ми е мене. Што мислиш во Тетово? Кажи ми дали ќе важи законот. Биди У Тетово искрен. види каков закон важи. Кој има поскупа кола, тој има предност. Така да моето Тетово си е нашето Монте Карло, моето Тетово си е македонскиот Лас Вегас, у Тетово се вози Ламборджини, Ферари, G класа, Мерцедеси. И јас сметам дека кај мене у Тетово ги имамо најскупите возни паркови. Тоа е факт. Тоа е факт, Тоа е апсолутно. факт. Така да, дали ми тетовчани би пазели или не би пазели, не знам, но од друга страна јас сметам дека на тетовчани не ми е проблем да плата казна. Карно ги земаат возачките. Ако веќе одиме по вистинските... Па по вистинските да идемо сега. Ја повозимо Ламборджини и Ферари. Но, од друга страна, морам да кажем јас за мене дека ја како Тетово со тој закон не се слажем, заради тоа што морам да кажем, ете, на мене ми се дешава често да касним на аеродром и ја тогаш, ако би ги направил прекршоците на сите камери што би ме фатиле, мене казните би ме чинеле поскупо него авионската карта со визер. Тренеш порано. Чета, ама така. некогаш сум на работа, некогаш сум со клиенти, така да не секогаш можем да тргнем порано. Затоа сметам и од друга страна, ако станува збор за таксистите, ја се насмеав за нивните цени нормално, но од друга страна, ако еден таксист вози стварно само 50 на саат униз Скопје, тоа значи дека неговата дневница би била помала, зашто не би можел да услужи доволно клиенти. Така да јас сметам дека тоа треба некакви дупки у законот да му се најда. Ја како од Тетово. На толку дупки во законот, бро Златко, уште ли дупки во законот да бараме? Никогаш не се доволни. Дупки никогаш не се доволни. Добра констатација има како и да е. Сакам да ве прашам, вие сте родени за да ги кршите правилата или сте родени да ги почитувате правилата? Со оглед на тоа што ми го даде одговорот и дека бараш дупки во законот, Значи, ние ги создавамо правилата или малку шарамо околу нив. Иларија? Во модата ги кршиме правилата. И стереотипите. А повторно Путин одговори Иларија, дали ќе слушнам еден одговор од тебе онака од срце да ми кажеш? Кажи ми дали прекршуваш правила? Јас ќе кажам дека да. Сакаш да правиш така. Ете, бевме заедно на едно патување, овозможено преку наша туристичка агенција, каде што сакаш дива си, имаш енергија, сакаш да направиш нешто белја. Да, имам таква енергија, но со најблиските сум таква. Сега кога се камерите на кај мене, малку сум по... А, тука нема да кажеш. Озбилна. Ќе видите на крај. Значи, останете до крај на емисијата, затоа што на крај ќе ги видите. Морам малку да се опуштам. Еве винце, ајде малку Ајде, живели бе, Живели. така. Така малку. И тоа сега следува и празникот. Па може да направиме мала пауза во право си. Кажи ми, подсети ме, гледаш мене, не ми текнува некогаш. Ова се нашите Шато Ризов со најпрекрасното вино. Дали ви се допаѓа винцето? Пребаво, да. Што славите, Валентин или Трифун? Трифун заради тоа што не сме заљубени за да биде Валентин. И тоа и тоа. Јас прво сакам да ви подарам Фала ти. по едно винце од нашата нашите види? поддржувачи. Да, секако дека смеете. Фала Вардарска многу. долина, повелете. Ова е затоа што го славиш Трифун, како што ми Да, кажа и фала. претходно. А кога веќе станува збор за љубовта, затоа што многу вешто, особено ти, знаеш да го заобиколиш тоа прашање, да не го одговориш, да не го потенцираш. Кажи ми пример од страна на партнерства. Добро. Заљубен си бил заљубен, си имал партнерка. Ја на ова прашање се плашим да одговорим, зашто све мислам дека некој психолог ќе гледа и ќе ми пише тамо: Златко, треба да се појавиш во мојата ординација. Ти треба часови да ти посочам, да те научам, да те излечим и слично, Зошто? заради тоа што јас стварно сметам дека нема нарцисоидно звучи, но нарцис сум. Сметам дека нема поубав, по-симпатичен и по-искрен и по-згоден човек и по-совршен од мене. Ја не можам да најдем никој што е по-убав и по-убав од А мене. мора Ја, ли нали, да биде по? Па нормално, јас заслужувам само по, не заслужувам некој по. Попот, нели е по?
А, покод не, тоа е црвена линија, више со поп, со религија, никако. Више, значи до сега било нешто? Не, никогаш. Кажи ми до сега партнери, си бил ли некогаш да си сакал барем малку нешто така, љубов, некоја искра, да ти се има ли личност која што предизвикала во тебе нешто убаво? Јас стварно искрено ти одговарам дека како ќе се видим себе. Абе Златко, до сега си немал ли никаква партнерка? Не, никаква, заради тоа што мене знаа со една мана да ми се одмилја. Чекај, сакаш да ми кажеш дека на твои години 30, зарем личим постаро, зарем ми треба ботокс. Добро, на 30 години до сега не си Не сум имал бил во врска, не, никогаш. ни партнер, ни замување? Не. се бацил? Мување и секс дейт се друго. Тоа е друго. Тоа е уживање краткорочно. Зборимо за врска, не. А има личности кои едноставно се задоволни самите со себе, се посветуваат на кариерата, а има и личности кои што се со партнера не се среќни. Јас кога ќе го видам Златко, кога ќе ми се насмее, кога ќе ми го разубави денот, не е ништо друго битно. Дали он има партнер, нема партнер, дали он е среќен во својата кожа, задоволен, самоуверен и него едноставно тоа му е животот. Можеби ќе има партнер у иднина, не се знае, ако некој неговата фреквенција, да кажам, му се погоди со некој, окей, но додека не се најде тоа, треба да се посветиме на кариерата. Точно, и не значи дека по секоја цена вие треба да бидете у врска, заради тоа што денеска постојат луѓе кои што се у врска са длабоко несреќни, па или на пример се у брак и се несреќни, а може да си сами среќен, така да не гледам апсолутно никаков проблем и малку треба да избегаме од тие стереотипи од ова општество дека ти мора да имаш некој. Значи не мора, мислам, старо не мора. Подобро да бидеш сами среќен како што кажа Иларија, него да си заедно и несреќен. А јас сакам да те прашам, дали даде некој париче пред да дојдеме тука на Иларија за да збори вака за тебе? Затоа што Иларија Јас се дружам со луѓе, стварно кажам, се дружам со луѓе само што ми даваат убава енергија. Иако сум од Тетово, мито и корупција немам. Кога веќе Иларија се надоврза толку убаво за партнерството, јас сакам да те прашам дали си го имаш променето мислењето за тоа дека децата пречат во кариера? Јас сметам, јас се уште стоим на истиот мој став, дека децата сметаа во кариерата заради тоа што јас зборим за себе. Јас зборим за себе и да се ограничим дека... Јас се прашувам дали вистина... Вас можеби вие гледате малку поразлично заради тоа што сте жене и ви работи вас мајчинскиот инстинкт, но ја морам да кажем дека кај мене у мојата ситуација деца у моментов би ми пречеле заради тоа што е моето време, мојата енергија и моето слободно и пословно време комплетно посветено само на кариера и на ништо друго, а сметам дека подобро да имате деца да им се посветите максимално, а не да имате деца кои ќе ги гледа бабе, дедовци, комшике и слично, како што у моментов многу деца растат. Така да, ако вие не сте способни да гледате дете, подобро тоа дете нема ниту да го направите. Ама рече во моментот, јас 100 пати вака со прстот направи. Во моментов кажам. Во моментот рече. Точно. Ама не значи, тоа не значи дека може нема да најдеш партнер, ама зашто не си имаш дете? Да, и јас сакам сега да прашам, тоа не сакаш воопшто да имаш дете или сега во моментот? Ја еден ден ќе бидем билионер, така да е таа билиони морам некому да ги остем. Подобро да ги остем на моје дете, него на моето мачка или на моето куче. Апсолутно така да, моите милиони ќе мора некој да ги наследи, кој ќе бидем ја на 95. Ајде ја сега ќе ја предизвикам, не знам, врската можеби во иднина. Гледај што сум ти спремила. Вау, фала ти. Се надевам дека ова ќе ми донесе среќа у љубовта. Амин, дај Боже на сите нека донесе среќа. Гледај, тука имаш едно полно срце, тоа нека биде твоето полно срце, а тој другиот нека те надополнува. Готово, нека биде срце со срце. Дил. Иларија, пред тебе исто така има едно срце. Јас тука ќе те прашам заради тоа што јас верувам дека имаш многу обожаватели кои што убава девојка си, реално нема никој не би ја пофалил твојата убавина или кој не би сакал да има ваква девојка покрај себе, само да ви кажам не е ваква, значи понасмеана и поуштена е и уште поубава е, точно. Имаш партнер, немаш партнер, заљубена си, не си заљубена си? Имам партнер, да, веќе 5 години. 5 години? Добро, тогаш Иларија не ја чепкаме, затоа што незиното срце веќе таму и надополнето и заљубено и се. И тука ќе ги поздравам, тоа се од нашите Аџико Хоум Центар. Аџико Хоум Центар се наши поддржувачи па од почеток на емисијата се до сега. Кога веќе тргнавме со подароци, јас сакам да продолжам со подароците. Драгана Милева Стратиева е девојка од Неготино, е психолог по професија, која што
Одма за мене. Одма психолог се појави. Сакам да кажам дека Драгана ги испрати овие 3 книги за сите жени, затоа што токму за тоа и книгата. Ќе прочитам само краток дел што е на задната страна. Ова е глас на сите жени кои веруваат дека вистината боли, но секогаш остава простор за нова сила. Ќе ја прочитаме. Драгана, фала ти, продолжи да пишуваш, верувам дека е добра, повели Иларија. Тука јас имам една и за Емче, дали ќе бидеш? Нормално. Прав, Ќе станем кавалер, за Емче, затоа што джентлмен. Емче заслужува, ја да станем за неа. Браво. Ова е за мене, еве книгата, ти благодариме, Драгана. Само да видиме сега што има. Тука би ги поздравила секако Југо Експорт. Дали ви сте допаѓа нашиот мебел? Секако. Одличен. Многу е удобен. И многу удобен. А ова? Тоа црешница Мене ми уште е- кога дојдот, мене ја ми е примете и Милена. Многу е сладка, ефтен. Ви благодарам премногу. Мислам дека ги поздравивме сите наши поддржувачи, а сега одиме со уште некој праше, па да повикаме Емче да ни се придружи заедно со нас. Иначе Емче има една рубрика Мама драма. О мај гад. И во Мама За драма јас не знам најдрама. што има. О мај гад. Ја малку се плашим од Емче. Јас посебно се плашам. И Ларија ќе побегне од студио. Иларија, што би се случило доколку добиеш некоја многу добра финансиска понуда, но надвор од Македонија? Ете, пример, не мора да значи само ти, може и за твојот партнер, затоа што каже дека имаш партнер 5 години, да добие добра финансиска понуда. Би заминала ли од Македонија? Би заминала доколку го работам тоа што го работам тука. Ти пак ќе можеш да работиш. Твојата работа може од секаде да се работи. Да, може да би заминала доколку се склопат коцките, да кажам. Добро, ти би заминала, Владко? Ја не, ја и колку да личим и колку да сум светски човек, опет мајте за све, ја Македонија многу ја сакам, сметам дека овде супер се функционира и сметам дека у Македонија вие од едно место до друго место многу брзо стигате. У Македонија ако не те знам тебе, знам некој твој за да завршим некоја работа и мене функционирањето у Македонија мене ептен ми се свиѓа и морам да кажам дека јас стварно кој имам можност и прилика да путувам низ светот путувам, мене се тоа ми се свиѓа, но секој пат кој ќе помина повеќе од 7 дена више сакам да се вратим Исто. дома. Да, заради тоа што мене у Македонија баш ми одговара. Од друга страна сметам дека ми овде имамо најубава храна и се што е овде нездраво под наводници, све што се овде како сарме, чварке, сирење, пита, мене се тоа ми се свиѓа. Пача не јадем, ама се друго јадем. Така да мене се тоа ми се свиѓа, а за разлика од надвор кога и путувам, ја не дека баш сакам да пробувам нивна храна, се мене ми е тоа многу експериментално. Добро, убав одговор ми даде, морам да ти кажам, а иначе јас се согласувам со се ова што кажа до сега, затоа што гледаш како, јас не те познавам тебе, ама ја познавам Иларија. Иларија те донесе. Точно, Може, мене не ми точно. криваш на телефона, ама Иларија ги кренеш. Тоа е тоа нашата мила Македонија. Точно, така е. Кажете ми во секојдневниот живот, критичари ли сте? Знаете ли да критикувате често? Некој за изглед, за однесување, за не знам, за било што. И се критикувате ли и себе? И дали некогаш сте навредиле некој со критика? Јас сум најголем критичар за себе. Прифаќам критика, ама доколку таа критика е добронамерна и искрена. Доколку чувствувам нешто да не е искрено, тогаш автоматски не ја прифаќам. А критикуваш ти? Еве пример, јас како сум облечена вечерва, дека пример камерата ти пречи што е право, сакаш да стои десно. Си ги кажувам тие работи. Добро, фино, фино. Златко. Ја морам да кажам дека доколку критиката доаѓа од некој многу побитен од мене, тогаш прифаќам критика, но и тогаш ќе се замислим заради тоа што не сите ми имамо исти пут кој станува збор за работа и не значи дека сите ми имамо исти скалила кои што треба да ги скачиме. Што тоа значи? Например, што Роналдо кој ќе даде или не даде гол на терен, кој интересира што има да каже Курто и Мурто што гледа доме што го пцува. Да, Роналдо сиде дома со своите билиони од Сауди Арабија. Така да некој мене да ми каже дека не ти е убав устанот или креацијата, искрено баш ме заболе. Од друга страна морам да кажам дека ја никого не критикувам за ништо, заради тоа што ја за ова општество сум малку чуден, различен, знам да носим бунда, носим папуче со крзно, преку ден нешто за општеството е малку поразлично и они мене ме гледаат чудно, ја тоа го имам осетено на своја кожа, кога некој те вперуе вака со очите или некој кој вака и те оговара и ја да не би бил толку многу самобендисан, ја сигурно не би бил тој што сум денеска. Од друга страна, ја како што се чувствувам у моментот, не сакам другите да се почувствуваа исто, за да ја нив ги оговарам или ја, например, да заборим зошто она се облекла така или зошто има лоша фризура или слично. Секој треба да, ако он е среќен и не му штети на никој, ја немам со тоа никаков проблем. Единствено нешто што судим и што
Ми Лош иде на изглед. живци, не. Некој кој джвака масника или јаде со отворена уста. Значи, не може. Значи, и мене ми иде тогаш од ресторан да стане. Да, ја тоа не го можам. Среќа тука немаме храна, па немаме ни мастики заради Ама тоа што овде мора смо. да зборуваме. Затоа Да. имаме вино и јас го испипов. На Па здраве, здравје да Вања. ти е, така е. Кажете ми, што најмногу ве фрустрира кај себе? Има ли такво нешто? За тоа што кога си најголем критичар, сигурно има нешто што те нервира кај себе. Еве можеби ова, што не можеш да се опуштиш, да Тоа најмногу зборуваш. ме нервира кога Кога се укочиш? Да, кога ќе се укочам и се блокира мозокот и толку, не знам што да кажам. А кога се А на после? фотосесии снимања немам проблем. Значи може Да. да има 100 луѓе. И се Немам смееме, никаков се проблем, завркавамо Се точно. смеам. Кога ќе треба да зборувам, мене ми е толку напорно. Не знам зашто е тоа така. Златко ти? Јас сум совршен. Не се шалим. Не се шалим. Оно е вистина, но ја морам да кажем дека нешто што би сменил на мене, тоа е дефинитивно тоа што се насмеевме преска, мојата фризура. Тоа е од естетски причини што ја морам да ставам плюс коса, заради тоа што тоа е моја аномалија, кој што е углавном кој се вањам, се гледам таму, на слике се гледам таму, како таму ми бега окото и мислам дека кај да треба за таква операција да се решим, а од друга страна една операција имам која што не била 100% успешна и мора да се решим за друга, од друга клиника, која А што каде го гледаш тоа, човече? Јас не го гледам, еве 100 пати Па ја пробав да те позирам од видам. напред, твоите камери се од напред, ја од напред сум совршен, но затоа од позади не е баш така. Искрено вака морам да ти кажам стварно дека не ти се приметува ништо. Дали според вас секој може да биде тоа што сака да биде? Никогаш не осудувам, мислам дека човекот треба да го прави тоа што го прави среќен и да биде тоа што е. Апсолутно е така, а јас сега прашувам уште едно прашање пред да викнеме Емче, да може да изберете ултра луксузен живот. Малку Не бирамо. повештачки. Ултра луксузен живот. Не бирамо. Ама парата. не, гледај, има Или? вака, да би можеле да бирате да живеете ултра богато во најголем вештачки луксус или ултра богато во најголем природен луксус, пак е луксус. Кој би го избрал? Јас сум си за вештачки луксус, тоа што е Лас Вегас, тоа што е Дубај, да светка да сјае. Остај ти олд мани, не бил мојот дедо, не знам, милионер, билионер, не сум ја дете на Джеф Безос, па мене ми олд мани, ма какви олд мани? Јас сум си нju мани, дај Боже да бидем, немам уште, ама дај Боже да бидем. Њумани. Миларија некако ми личи така како... Мене Она ми си е се Путин. допаѓа тој. Ти значи си ултра богато во најголем природен луксус. Природен луксус, да. А овој вештачкиот не ти се допаѓа? Па не дека не ми се допаѓа, но сепак би го одбрала. Не гледаме некако да ќе пазим ја што треба, да кажам. да. А сега дали сте спремни за мама драма, јас да ве прашам вас? Ајде, од ова повеќе се плашиме. Сите се плашат од Емче, јас не знам што е тоа. А гледај Емче така насмеана, расположена, секогаш дотерана, весела, позитивна. Точно. Не знам од што се плашите реално. Не знам, Ајде ама, Емче, и морам да кажем дека Емче секој пат кој ќе излезе на For You page кај мене на Инстаграм, увек ми го разбавува денот. Ау, браво. Ова заслужува еден аплауз. А нели ми кажавте дека ќе запеете, еви и Емче дојде. Која песна ќе отпеете? Можем. Нели треба за Ајде да гледачите? запеам на крај да се опуштам. Ајде, ајде, джингилака чикица, джингилака Ајде, чикица. стане. Ајде, ајде, джингилака чикица, джингилака чикица. падна ова. Ајде, Спасовска, значи Сузана Спасовска мора да ни дојде во емисија затоа што песната е испромовирана кај нас, па бога ми не знам колку пати. Сузана, Е, слуша. така, кажи, Ајде. да слушне. Ајде Емче да видиме мама драма што има спремна. Здраво, драги гледаци, тука сум вашата Емче Кремче и добродојдовте во мојот сегмент Мама Драма. И вечерва се е поставено на модата, гламурот, притосокот и вистината зад рефлекторите. Со нас вечерва имаме двајца неверојатни гости. И изгледа апсолутно прекрасно. Фала. Браво. Фала. Најпрво со нас модел, дизајнер и креатор на содржини чија енергија и модерен естетски израз постојано ја осјајува публиката. Иларија Кирилов. Како си? Добра сум, ти како си? Супер сум. Како е нашата... Амбиентот е одличен и опуштен.
Се не очекував. Заемче се опушти. Диктатура. Диктатура, да. И со нас реномиран моден дизајнер, препознатлив по префинети силует и уникатна креативна визија. Многу е Златко. креативно во најавите. Вала, значи, после ваква најава се што и да кажем ќе биде многу. Значи, ова беше топ of the top. Фала ти. Не завршуваме тука, не се вадиш џабе. Јас сакам да и се удварам како не би ме поставила многу лоши прашања. Тоест, нема лошо прашање, него може да дадем јас само лош одговор. Така е, апсолутно. Како се чувствуваш денес? Одлично и во вакво друштво со три прекрасни дами уште подобро, но морам да кажем дека сум малку љубоморен зашто вечерва како што кажав не сум ја најубавиот. Си, двајцата сте прекрасни. Фала ви. Двајцата сте прекрасни. А сега малку да зачиниме атмосферата. Ќе играме кратка игра наречена доврши ја реченицата. Ќе слушнете почеток на реченицата. Ваша задача е да ја довршите со првата искрена. Мисла што ќе ви дојде. Тамам. Добро. Дали сте подготвени? О, тешкото. Дали сте подготвени? Подготвени. Секако. Почнеме со кој? Со Иларија, зашто е дама. Ајде. Ајде, Иларија. Ова манекенска кариера ме чинеше... Ме чинеше сила и енергија. Добро. Вау. Дипломатски. Да, Ајде. Најнепријатната вистина за моделингот во Европа не е... Дека ако си разголен, не значи дека си вулгарен. Браво. Да, јас се Уствари- слажем со ова 100%. Вулгарен. Зависи каква разголеност сега. Пример, има и вулгарна Луѓето мислат разголеност, дека има и... ако си разголен на фотосесија, дека си вулгарен, уствари не е тоа така. Не е тоа така. Не. Добро. Моментот кога сфатив дека убавината не значи мок беше, Кога чекав за ред за пасош 3 сати, да се сликам. Сега се сликаш прва, сигурно на пасочка. Хит. Ова е хит. Убавината не отвара врати некогаш. некогаш, Ретко. Ретко. ајде, има помлади девојки кои влегуваат во индустријата е не знаат, Дека не е се така како што изгледа. Не е се розово. стварно? Да. Како е? Мачно. Не се росево, златно е. Не се разина. Добро. И како сака да јаде кебапи во 10 наутро? Кебапи секогаш може да се јадат. Ја Во исто. секое време. Со промајте со црвен тибе. Имаше едно стори ставено некој од инфлуенсерите дека сите нешто одбрале нешто друго да јадат. Иларија во 10 забајле били јади кебапи. Еве че го имаше ставено. Викам како човече во 10 Не, тоа ми забајле се случува кебапи. ретко затоа што со нашата професија, нели со моделингот, со снимањата, малце ни се испревртени времето, хаос е, така да ми се случило да јадам во 10 сабајле кебапи, ама преферирам, нели, healthy food. Нормално. Олмани така Кебапи ќе се накрка, после healthy food ќе презентира. после на авокадо. Па Браво, кебапи е. Тоа не се става на стори само. Ајде, сега, Златко. Ајде. Единственото нешто што би го променил во балканската модна култура е... Да не им значи мислењето на другите,
Односно, најбитно е тој он што ќе го носи. Ако ти си среќна во тоа денеска, не е битно што ќе каже комшиката, секрвата или некоја твоја братучетка, битно е ти што мислиш, ти како се доживуваш во огледало. Ако ти си среќна, тоа е најбитно. И јас не би рекла за свекрвата дека не е така. Ја колку што знам, дека секрвата е многу cool. Мојата свекрва е многу кул и морам да си ја поздравам, многу си ја сакам. Види, Браво, опушти на крај. Поздрав до двете свекрви. Ја и ти нямаме ни свекрви, ништа. Кај нас доправа. Ако би бил брутално, искрен за модните недели, би рекол... Брутално би кажал дека кај нас на модната недела и фали во фронт роу, односно да се изрази македонски во прв ред, политичари, некои што са јаки бизнисмени, некои што са милионери, некои што са најбитни, заради тоа што во прв ред не треба да седа, просто ќе се изразим курто и мурто, него во прв ред треба да седа луѓе кои што може таа мода да ја купа или таа мода да ја прослава, или па луѓе кои што се прави тензија, медиумски хаос околу нив, заради тоа што тоа е тоа најбитното во првиот ред. Во првиот ред треба да седа некој што е битен, а кај нас дефинитивно политичарите се тие што се најпопуларни, па би сакал нив да ги видим на нашата модна недела во прв ред. Најтешката личност за која никој не зборува е? Мислиш во ателје, на работа? Да, на работа. Па, сигурно имало многу потешки клиенти, но морам да кажем дека сите клиенти од моето ателје излегле среќни и задоволни. Нормално, за жал, имало и некои што се помалку задоволни, а имало и некои кои што барале многу поиќе пробеи, некои кои што наоѓал многу поиќе мане, но имам едно непишано правило во моето ателје, па ја како газда и сопственик на моето ателје можем тоа да си го воспоставим. Ако ти на мене ми досаѓаш многу во моето ателје, следен пат нема да бидеш примен, заради тоа што сметам дека ти, ако од моето ателје не си задоволна, зашто втор пат пак би шиела кај мене, сигурно некој друг ќе ти го исполни сонот, а за среќа или односно за чудење, таквите клиенти повторно доаѓаат. Но ја тогаш кажувам отворено дека чим смо имале една лоша соработка претходно, најдобро е да не продолжиме да соработуваме. Без да кажем високи цени, без да кажем дека немамо време, искрено и отворено. А некогаш се ставаш високи цени, ти не сакаш да соработуваш со некој? Кажувам дека не сакам да соработувам. Не, заради тоа што нема што она мене да ме мачи, нема што ја да ја мачим. Просто има и други дизајнери кои што она може да се обрати. Fair play. Сената на успехот за која никој не зборува е? Многу непроспиени ноќи, многу идеи и многу желба да се успее, а немање доволно финансije и за жал во Македонија вие мора да бидете one man show, односно да сте и сметководител и некој што иде набавува материјали и трча по пазари за да ги купи истите тие, некој кој што брка работа и у Карго, некој кој што брка работа и во DHL и во FedEx, и у Турска и у Индија и у Дубај, и некој кој што цело време не спија и пак мора да биде свеж, насмеан со своите клиенти, заради тоа што тие клиенти во моето ателје дошле мене да ме видам, мене да ме запозна и со мене консултација да направи. И заради нив и заради моето ателје постои ателјето и затоа сметам дека ипак кој ќе видиме една моја клиентка задоволна, све друго паѓа у вода. Ама морам да кажем дека не е светот тоа што се презентира на Инстаграм, заради тоа што јас да идем со 15 или 25 креации на Paris Fashion Week, тоа са претовари, куфери, авионски карте, хотели, таксиња, многу непроспиени ноќи претходно за да се тоа извезе, шие, направи и слично. При тоа секогаш постои страф од конкуренцијата тамо, но јако ќе засветкам со мојата круна, конкуренцијата паѓа у несвест. Секоја ти чест. Златко. Нема кај. Славата ми даде ... но ми одзеде ... Славата ми даде можност да го живим сонот на моето дете што било у мене и тој што го памтем ја како дете, оној кој што се гледал како мало огледало и носел круна на глава и имал многу фотографии околу себе, сите го слика и бил звезда у својот свет, заради тоа што јас сум дизајнер на моето ателје, ја кога излагам на крај излагам со круна, па сум си го исполнил својот детски сон, а од друга страна мислам дека ми е одзел приватно заради тоа што како да кажем, многу често мене не ми е непријатно кога луѓето ме познаваат околу мене, но можеби на тие што седат со мене, мојата фамилија или моите пријатели некогаш најде ми да непријатно. Но мислам дека добро го хендла тоа. И ајде, готово. Како беше? Не болеше. Како видила? На Иларија сега и Олесна, че седни си тука со нас.
Така малку придружини се, зошто да не? Јас тука Може заборавив. да земете малку вино, само јас пијам. Тоа значи дека ова вино тебе супер ти се погодило. Тоа никој не го гледа, ама може да направиме уште еднаш на здравје. Живели? Емче чашката Ајде, каде ти е слобода. живели. Браво. Така. Емче како најфина и најлюбезна слобода. Па да, ако таму има винце ставено повели, подари им по еден ваучер за тоа што беа многу фини, многу коректно ги одговорија прашањата. Фала. Ајде, има Фала многу. 2.000 Микас. од Микас. Одлично, Ваучер. фала ви. Фала многу. Фала за Star Shows. Ние уживавме, пред се си добивме многу поклони, а ја како тетој со душа и ми знаете дека тетов си јајцата на кантар ги меримо, морамо да кажеме дека сакамо поклони да добиваме, а ретко поклони даваме. Не, Се тоа не е шалим, точно, се шалим, сигурно, не е точно, но да. ете кога ќе го направиш реалното шоу, јас верувам дека ќе не пречакаш она великодушно Нормално, зашто вие така и заслужувате. Па така, да дадеме еден аплауз, кажа толку убави мисли, реално, не те ни пофаливме, не ти ни аплаудиравме. Иларија, дали се опушти, кажи ми? Се опуштив конечно. Сега на крај? Скршив мразот. Браво за Скрши Иларија. мразот. Дали беше страшно сега, кажи ми? Не беше страшно затоа што ти си прекрасна водителка и мене со тебе ми беше преубаво. Вака ќе ти биде... И пријатно. Да, вака верувам дека ќе ти биде и со другите мои колеги, затоа што ние новинарите не сме плашила. Реално, значи, може да бидеме понекогаш ако сакаме, но сепак во секој случај многу ми е драго што ете го скршивме мразот, дојде, проговори, кажа некој збор два, излезе некој алта на твојата уста, следен пат ќе направиме Следен пат уште една. повеќе. Ете така, добро, па јас си оставам простор за да може да зборуваме и следно. Убаво ли си поминавте да ве прашам? Одлично. Стварно уживавме во твојата емисија и времето ни пројде многу брзо, тоа значи дека скроз сме уживали и со теме и со Емче. Кажа ти дека до сега ваква емисија си немал. Немала, да? Хајде, чекај, добро. Следен пат кога ќе дојдете, јас ветувам дека ќе има уште некои позабавни атмосфери, не знам, ќе вклучиме некоја музика, Да. игри, нешто Да. Некој симпатично. животно, некоја коза. Коза? Ама што им се запна на козите, Иларија? Ма ја немам ни коза, нитко планирам да имам. Кажав само задна поговорка да му умре козата. Ја тоа не го мислим, туку кажав за нашето општество, значи да не биде извадено од контекст. Луѓе мои, додека сме сите при здрава свест и памет, јас мислам дека ќе ви кажам довидување до следна недела. Знам дека уживавте заедно со сите нас вечерва, така што се гледаме. До тогаш имајте пријатна вечер. Чао, чао. Коза бе, Кај ти текна стара на коза и на крај нека ти рече Златко рече. Вака да дојдам и вака да ви направам. бе како побратими. То на Јас си ме напишала те убив готово. Ајде бе, добро, тоа мислиш Те не се чита. убив. Дека спремив, ама го заборав. Ајде види го. Туе смо те чекамо. Но гледа бе, ми се кочи мозокот, како да ви кажам. Јас ломотам многу, од кај да памтим. Здружение на речи. Исто така, тоа, не ме гледа така. Сакам да ги почитувам законите. Не, Што да, не, убаво, не, убаво да се бриши, кажете. не го ставај ова, не. Ќе бидеме фул потоксирани со голем шишир на јахта. Добро бе, девојче, дај опушти се бе, биди ти како што си ти. Па не можам сега, сум многу озбилна во емисијата, собрав храброст да дојдам и не можам да сум опуштена. Иларија сака да биде Путин, а ја треба да сум Ким Кардашјан, да треба да Иларија, ме хипнотизираш, гледаш како вака кога ќе се загледам, не мрдам.